Изучувајќи оваа тема и спремајќи се за ова предавање, најдов на различни материјали и најдов на една интересна приказна, која иде вака. Идела смртта, приказна е, према некој град. На влезот на тој град е сретнал еден човек. И човекот ја прашува смртта, каде идеш, што имаш намера да направиш? Каже, и смртта века, идам во градот и оваа вечер ќе земам 100 души. Човек века, па немој така, тоа е катастрофално. Смртта века, што да правам, тоа ми е работа. Човекот која слушнал за тоа, отишол во градот и сите да ги предупреди сите луѓе дека доаѓа смртта, да знаат што ги очекува. Ноќта поминала, следното утро, овој човек повторно се среќава со смртта на истото место и е многу лут. И вика на смртта, па што направи? Смртта вика, што? Што се случило? Човекот е вели, ти вети дека ќе земеш 100 луѓе, а отидоа 1000. Смртта вика, јас земав 100, оние другите отидоа од стравот и грижата што ти им кажа дека доаѓам. Мислам дека на еден убав начин прави вовед во денешната тема. Грижите се составен дел од нашиот живот, бидејќи постојат проблеми, живееме на планета, во една грешна природа, каде што има неизвестност, каде што има проблеми и поради тоа ние имаме и грижи. Но многу е битно какви ќе бидат тие грижи, што правиме со нив. Ние не можеме да ги избегнеме, но можеме на конструктивен начин да се справиме со нив. Доколку не се справиме на конструктивен начин, грижата ќе биде уште една грижа за нас. И често пати ќе оди во нарушено здравје и нарушена благосостојба. Еве право да дефинирам што подразбираме под грижа. Имаме различни дефиниции. Еве на воведот ја избрав неколку. Грижата е когнитивна состојба на умот, значи е производ на нашиот ум, нашите когнитивни способности. Значи е во светот на мислите. Сеќавате на она слика која имавме на почетокот, на ниво на мислите. Каде што постојат мисли кои се вртат, се повторуваат, размислуваат да решат одредени проблеми. Проблеми кои се реални и кои не се реални. Че грижата е чин на постојано размислување или претерана загриженост за одреден проблем или ситуација. Придружена е со чувство на вознемиреност и предизвикува личноста да ги фокусира своите мисли на можни негативни сценарија, клучниот збор е дека можни, кои може да се појават и причинува да биде совладана со нереални и неосновани стравови. Значи, грижата парализира на некој начин. И уште една дефиниција, грижата е вознемирен начин на размислување за себе и за светот. Обично вклучува мисли за тоа какви лоши работи би може да ни се случат во иднина и или дали личноста ќе може да се справи со нив. Иако грижата понекогаш може да биде за настани што биле во минатото, грижата обично се однесува за тоа како тој настан или идните настани ќе се однесуваат на нас, на нашата благосостојба и нашата иднина, наш квалитетен живот. Обично имаме ние реални проблеми и нереални проблеми. Најпроблематична е ова, како да кажем, динамика која постои. А што ако? Јас ќе направам ова, а што ако се случи ова? Јас ќе направам ова, а што ако се случи тоа? И ние постојано, значи, размислуваме низ главата, поминуваме различни сценарија и сакаме да ги решиме. Тие сценарија се производ на нашиот ум. Не значи дека се реални. Но ние се обидуваме нив да ги решиме.
Обично некои луѓе имаат повеќе тенденција да се грижат, некои помалку. Обично ја би рекол грижата или загриженоста е повеќе некако можеби женски спорт. Поготово мајките. Значи, ако ќерката не одговори на порака за пола сат, почнува сценарија. И тие сценарија не се, може да нема сигнал, може да батеријата отишла, може да е зафатена, него нешто се случило. И додека не се слушне гласот, нема мир. И мота из главата, па може да оба, може да она, може да тоа, може да она. Нешто покушаваме да направиме или размислуваме, мислејќи дека нешто може да направиме да излезат да работите на добро. Обично луѓето кои претерано се грижат, постојано вртат различни можни решенија за ситуација да го најдат вистинското решение. Сакаат да бидат апсолутно сигурни за решението, дека е добро за да имаат мир. Обично луѓето кои претерано се грижат, тие сакаат да имаат контрола. Зошто луѓето сакаат да имаат контрола? Чувствуваат посигурно. Прашање е колку можеме да имаме контрола. Но ние сакаме да имаме контрола и мислиме дека со грижата некако ќе направиме одредена контрола. Тие се замислуваат дека не успеваат да го решат проблемот и као резултат на тоа доживуваат вистински нивоа на страв или аксиозност. Број еден проблем во светот на ниво на ментално здравје е анксиозност. Анксиозност е на некој начин претеран или континуиран страв дека нешто лошо ќе се случи. Као да некој начин несреќата е секојаш позади ќошето. Може сега да биде добро, али кој знае утре како ќе биде. Бидејќи немаме контрола, па се јавува тој страв. И поради тоа се јавува што? Беспомошност, бидејќи не знаат како да го надминат тој проблем и се јавува таа вознемиреност. Тие често се грижат за проблемите на чиј исход можат малку или ни малку да влијат. Ова е многу интересна работа. Ова е апсурд. Ние се грижиме најмногу за работите над кои немаме контрола. А ако немаме контрола, џабе се грижиме. Дали разбирате? Значи, ние се грижиме најмногу за работите кои немаме контрола и на такав начин таа грижа е бескорисна. Односно, произведува само чирна желудица и некои други, мигрена и други болести. Но тоа е таа тензија. И поради тоа грижата станува еден тежок процес, кој постојано го оптеретува личноста која постојано се грижи, бара решенија и додека не даде решение не може да биде мирна, нема спиење и така натаму. Многу интересна перспектива кажува овој цитат или оваа изјава, грижите се злоупотреба на имагинацијата. Значи, нашиот ум има способност за имагинација. Да проектира реалност, односно некој свет кој не е реален, а за нас е реален. Еве едно прашање. Кога сонуваме, дали е тоа реално или не е реално? Зашто го доживуваме како реално? Ние сме во нашиот кревет, така сигурни, а сонуваме дека не брка некој и ни чука срцето и сме исплашени. Нашиот ум креира реалност, имагинација која ние ја доживуваме. Сад, поради таа креативност на нашиот ум, може да создава и грижи кои не се реални. Ако видевте во дефиницијата, многу имаш елемент на тоа проектирани проблеми, замислени, предпоставувани.
Но сето тоа ние на некој начин го сметаме за реалност и го доживуваме. Ова многу убаво го има осликано Марк Твен. Он е многу интересен писател и мислител. И он за ова што сега го кажаме, ја кажа во оваа перспектива. Поминав низ многу страшни работи во мојот живот, од кои некои навистина ми се случија. Зашто? Грижата е злоупотреба на имагинација. Друга една илустрација е оваа карикатура, значи пациент иде кај терапеут и терапеутот му вели премногу се грижите, тоа не ви прави многу добро. Пациентот вели за мене е корисно. 95% од работите за кои се грижам не ми се случуваат. А е многу интересно, ние мислиме дека грижата има некој магиски моќ. Ако се грижам, ќе направам превенција. Може да биде корисна грижата ако ја се припремам. Например, ја се припремам за ова предавање, така? Че мислам дека треба, па сум се спремил, сум вложил, и тоа е корисна грижа. Али ја можев да направи многу сценарија. Што ако некој стане во текот на предавањето, па нешто ми противречи? Што ако не додат луѓе? Што ако овака? Што ако ја повеќе зборувам српски неко македонски, бидејќи сум во Белград? Што ако тоа? Што ако тоа? Што ако тоа? И јас, тоа и вознемиреност. И овој настан за мене, пред да уште почна, може да биде, леле, подобро да не се појавам. Зашто? Зашто ја предпостави што све може да ми се случи. А тоа е се во мојот ум. И затоа прва работа која многу е битна да сватиме кога да разговараме за грижите е дека нашиот ум е као еден телевизор во кој секогаш има некој програм. Значи, ностоп нешто, некои мисли се мотаат. Се прави некаква реалност иде. Вие можете тука физички да бидете, ама да размислувате за нешто друго. Значи, вашиот ум може да има, да живеете вие во поинаква реалност, него ли овдека во физичката во која се наоѓате. Што нашиот ум може да патува негде. Тоа најмногу сме го сватили некој бевме во школа, така. Физички присутни, али негде на друго место сме. Сега, во зависност каков ќе биде програмот, така ние ќе се чувствуваме. За жал, некои бираат канал на хорор, на драма, на трилери и затоа се вознемирени повеќе. Некои може би нешто полагодно бираат, но во зависност од каков програм ќе имаме, така ние ќе се чувствуваме. И може да кажеме дека ние не ги гледаме работите онакви какви се, туку ги гледаме онакви какви сме ние. Бидејќи ние проектираме своја визија на реалноста. Зато имате луѓе во иста ситуација различно ќе реагираат. Различно ја согледуваат и различно размислуваат и различен став може да имаат према тоа. Рековме веќе, не е битно што ми се случува, колку што е битно како одговарам на тоа што ми се случува. И значи, многу е битно да сватиме, ние живееме во реалноста која ние ја ствараме. Значи, ние живееме во реалноста која ние ја ствараме со нашите мисли. Може вака да биде, али ја може да додадам, ова со потенцијални проблеми и така натаму. Ево да го илустрираме со еден пример. Плацебо. Веројатно би е познато на вас, тоа е токму ова што го зборевме пресликано во пракса. Медицината го има докажано. Значи на личност може да и се даде шекерна таблета, да се каже, земи го ова, ќе ти помине тоа што ќе те боли и ќе помине личноста. Затоа што верува дека ќе му помогне, а самата пилула нема ништо лековито во неа. Значи, самата идеја ствара лековитост или исцелување кај личноста, бидејќи верува во тоа. Не знам дали ви е познато, ноцебо е негативен ефект на ова реалност. А тоа е да ти ако мислиш дека ќе се разболиш, ќе се разболиш. Значи, обично имате оние кои се хипохондрици, што ги викаат. Ќе прочитаат за некоја болест, ја имам и ќе се разболат.
Imam čitano za jedan slučaj koja je odredena ličnost, nešto ima bolke vo stomakot i otešla na doktor i rekli, navodite kažuvat, postoji rak, ušte 6 meseci imate za život. Ličnost odi doma, razočarana, kažuva na site, se priprema kako to i tako. I za otprilike 6 meseci u toj period počinuva. Koga pravat analizi posle smrta, dijagnozata bila pogrešna. No njegovo to ubeduvanje go dovelo do toga. Znači, moć na našите misli je ogromna. Ние живееме во реалноста која ја ствараме. На основа на ова направен цел правец во психологијата, терапеутски правец кој го има овој модел, ABC модел, основач е Алберт Елис, он е основач на рационално-емотивна бихевиорална терапија, потоа таа е оформена во когнитивно-бихевиорална терапија, која е една од најраспространетите денеска. И овој модел што кажува? Дека имате овој активирачки евент, activating event, значи е ситуација во која се наоѓате, одредена ситуација. Сега, во зависност од ова Б, тоа е beliefs или уверување, верување, согледување на ситуацијата, поради во зависност од Б, ќе дојдеме ние до состојба на С, што е consequences или последици, емоционално доживување на ситуацијата. Значи, не е толку клучно А, колку што е клучно Б. Б е филтерот кој го толкуваме она што ни се случува и во зависност од тоа каков е филтерот, какво е Б, ние имаме одредена реалност и на основа на таа реалност ние доживуваме, имаме некакви емоции. Еве една илустрација на сето ова. Значи, видите, он не е во животна опасност, али се чувства како да е во животна опасност. Зашто неговото Б е отидов јас. Така? Водава е предлабока, готово и не знам да пливам. Али реалноста е поинаква. Но неговото убедување го доведе до оваква состојба живот или смрт. Значи, неговото Б, неговото уверување го доведе во таква една емоционална состојба. Сите ние може да имаме некои дисфункционални верувања. Еве некој, например, некои личности за жал може да имат да веруваат дека важните луѓе ќе ги напуштат. Имале искуство во својот живот да некој од најблиските ги напуштил различни причини и тоа го проектираат на иднината и обично кога се тие, например, во брачна врска и ако партнерот не се јави за саат време, стравот се уклучува. Ќе ме напушти. И он. И они се ќе прават, значи, они имаат сензибилитет да проектираат такви сценарија, бидејќи имаат такви убедувања. Оние кои се блиски, кога тогаш ќе ме напуштат. Други, например, мора да имам се под контрола за да бидам мирен. Имате такви луѓе, нели, онака се. Тоа е, ка не биде све под конец, не можам ја, не можам мирен да бидам. А не може секојаш све да биде под конец. Јас сум си рекол дека мора да биде се и додека не е така, нема мир. Друг не мари за тоа, мирно му е без тој конец. Така? Кој си го прави тоа вознемирување? Разбирате, значи мора така да биде. Морам да ги правам работите на најдобар можен начин, перфекционисти има тоа. Така, све треба тоа да биде. Јас сум одговорен за среќата на другите. Ако некој не е задоволен, јас сум.
Јас сум малерот, јас сум ова и така натаму. Друга една димензија не се само нашето верување, во психологијата постојат едни когнитивни дисторзии, односно како ја согледуваме ние реалноста. Когнитивни дисторзии се одредени грешки во обработка и толкување на реалноста, што ја нарушува нашата јасна перцепција и доведува до негативен или погрешен заклучок за работите, за ситуацијата, или нетечно размислување или уверување. Значи, самата ситуација како ја согледувам. Можете, посебно предавање има за ова, има 10 некои најраспространети или најпознати, кои ги има, али многу е битно да бидеме свесни за нив, бидејќи тие ја обојуваат нашата реалност. Ево, например, сега едно од тоа е фокусирање на негативно или дисквалификација на позитивно. Сега ја можеме овдека, после предавањето, да може да проектираме убава иднина, вика, супер беше, фала ти многу и така натаму. 5 личности ми кажа дека беше многу убаво. Една личност се спаси, ќе речем, бидејќи сме пријатели. Добро беше, али малку тој србизмот, молим те, среди го друг пат. Што е реално, така. Сега, ја можам да кажам, видиш, пак не можам ништо да направам како што треба. Ги дисквалификувам сите оние позитивни комплименти кои ми ги кажа, се фаќам за еден. И тоа ми обојува цела реалност. И после, ти не можам ни еднашка, после толку години, ова, она, така, и немој никогаш више, пази друг пат и така натаму. Значи, фокусот на што го ставам. Или катастрофирање. Изгубив работа, гледа, ќе останам на улица. Готов. Генерализација. Ме остави таа, цел живот ќе останам сам. Значи, али тоа се го правиме ние и на таков начин со нашите мисли ние се на некој начин вознемеруваме. Сега, грижата која една појава која е толку битна за нас е адресирана и во Библијата. Многу интересно, Исус Христос во својот познат говор на гората на благословите, најголем дел, всушност, одредил за оваа тема. Во Матеј ги наоѓаме овие стихови. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, нити за своето тело, во што ќе се доблечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни. Нити сеат, нити жнеат, нити собираат во житници, и пак вашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Компарација прави. Исус ги води своите следбеници, своите ученици да размислуваат. Се грижите премногу и иде понатаму. Кој од вас може, грижејќи се, да му придаде на својот раст еден лакот? Или да проложи еден час? Или во лука? Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилјани како растат, не се трудат ниту предат, а јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. А ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре се фрла во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? Кога да апелира, зашто се грижите? И така, не грижете се велики, што ќе јадеме, што ќе пиеме, што ќе се облечеме. Зашто сето тоа го бараат народите, односно незнабожците, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето тоа. А ние опет некако постојано го подсетуваме. Као да не знае, така, во нашите молитви. Но вели и другите тоа го бараат. Но, барате го првен Царството Божие и Неговата правда и сето тоа ќе ви се додаде. И така не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е секој ден неговото зло. Убаво е често пати да ги слушаме овие збори. Ме секојаш ме освежуваат кои ги прочитам. И тука на некој начин Исус кој некој
4 заклучоци може да се донесат. Прво имаме повик да не се грижиме. Исус вели, немојте да се грижите. Така, неколку пати го има тој повик. Зошто? Поради уверувањето дека Бог се грижи за нас. Ако се грижи за птиците, за тревата, одржува природата, колку ли вас кои сте многу поважни во неговите очи? Друга перспектива, неопходно да се имат вистинските приоритети. Кој што размислувам претходно, оние идолите. Ако нашиот фокус е кон нив, нашите грижи ќе бидат поголеми. Зошто? Зашто тие се сите несигурни. Нели, кога размислувавме за тоа. И не може да траат. И денеска може да ги имаме, утре да ги немаме. Една природна катастрофа, све може да ни биде одземено. Но вели Царството Небеско, вечната перспектива е битна. Царството Небеско значи присуство на Бога, заедница во Бога, сигурност во Бога. Тоа ако го бараме, тоа ќе ни даде наш сигурност и безгрижност. А не е сигурноста во овие работи дали ќе ги имам и дали ќе траат. И друга идеја е загриженоста е непродуктивна. Не што вели Исус. Кој може, грижејќи се, да нешто промени многу во реалноста и доста му е на секој ден неговото зло. Но често пати ние, кој што рековме, со грижите идеме во иднина. Проектираме сценарија и се обидуваме да ги решаваме. Проживуваме реалност која не постои, која ние ја проектираме. Иначе се додаваме на реалните проблеми уште некои наши. Многу убаво ова го има отсликано на Кори Тен Бум, која е позната писателка, која имала тежок живот во Втората светска војна, има завршено во логори, многу има изгубено од своите блиски во тие логори, но не престанала да има позитивен став и да го слави Бога. И позната е поради тоа со своите книги кои го илустрира тоа. Видите што вели таа. Да се грижиш значи да го носиш утрешниот товар со денешна сила. Да носиш 2 дена одеднаш. Представува одење во иднината пред време. Грижата не го празни утрешниот ден од неговите проблеми, туку ја испразнува силата на денешницата. Значи, да се грижиш, да носиш утрешниот товар денеска. Па на таков начин имаме сила ни за денешните проблеми. И може да кажеме дека не е толку важно што јадеш, многу е битно што не јаде нас. Ние, обично како адвентисти, имаме доста акцент, може би, на здрава исхрана, но за жал можеме здраво да се храниме, а не здраво да се грижиме. И повторно да бидеме болни. Бидејќи што реков, се повеќе истражувањата покажуваат дека физичките болести се од психосоматски карактер. Токму грижите, загриженоста, вознемиреноста, анксиозноста, емоциите кои не се процесирани на адекватен начин, тие доведуваат доста до болести. И затоа, значи, е многу битно да на адекватен начин се справиме со ова. Томас Джеферсон вели колку болка не коштале, значи, злота кои никогаш не се десиле. Кои не се случиле. Али јас сум ги проживел. Сега, ајде да видиме сега како можеме сето ова да го решиме. Како можеме да се соочиме со грижите на еден конструктивен начин. Прво што можеме да направиме е внимавајте на вашето размислување и фатете се себе си кога грижите. Значи, да бидеме свесни каков програм иде во нашиот ум. И да сватиме дека далинчискиот управувач е во наши раце. Значи, ја можам да го сменам каналот. Но за жал некогаш не имаме навика одредени
филмови од еден канал да го гледаме секојаш, како некоја турска серија која сме се навикнале со тие актери, сега да видиме како ќе иде понатаму и така натаму. И станало дел од нашиот живот, наша навика и така, рутина. И многу е битно кој ќе влеземе тоа да бидеме свесни. Затоа е многу битно да размислуваме за нашето размислување. Човекот има таква способност. Човекот може да размислува за тоа како размислува. Че може да прави обзервација на себе си. И многу е битно, значи, кога ќе почнеме да имаме таков негативен програм, да престанеме да направиме нешто конструктивно. Мартин Лутер дава интересна перспектива и вели: не можеш да ги спречиш птиците да летаат околу твојата глава, но можеш да ги спречиш да направат гнездо во косата. Значи, ние секогаш, грижите секогаш ќе сакаат да влезат во нашиот ум, да не вознемират, бидејќи ќе има проблеми и реални и нереални кои ние си ги проектираме. Многу е битно сега, значи, колку не ќе им дозволиме да тие овладеат со мојот ум и на таков начин да ме вознемират. И затоа, значи, кога ќе се видиме каква е, да имаме став: нападни ја грижата, не дозволи да те нападне тебе. Се ова е као некоја когнитивна гимнастика или вештини на борење. И ќе видиме подоцна како можеме да ја нападнеме грижата. Други некои автори дават друг еден интересен совет: одреди време за грижи. Као да кажа, значи, ја од 7 до 8 тогаш конструктивно се грижам. Ако дојде друг пат таква мисла, извини, не ти е терминот. Можеме да го запишеме тоа и кажа: тогаш ќе размислуваме за тоа, да видиме што може да направам. А не некој ќе дојде, па пола ден ни се мота у глава, ни се мота у глава, ни се мота у глава и не уживаме во ништо друго. А вака се лимитира времето и се прави да е конструктивно и прави на некој начин конструктивна перспектива према грижите, да видиме: еве, се јавува, почнувам ја, а што ако, увред, тогаш на конструктивен начин, во молитва и така натаму, може да се справам со неа. Сега, кога се фатите дека се грижите, или почнува тој програм, почнува тој механизам во нашиот ум, како напаѓаме таа грижа е со прашање. Прашање. Кои факти постојат дека мојот проблем или страф е реален? Некои истражувања покажуваат многу работи од кои за ние сме се надевале дека ќе ни се десат, не се случуваат. А ние сме помне цела ноќ да ги решаваме. Како? Супер беше, како лесно. А ние цела, а што ако ова, што ако она? Има ли по-позитивен, по-реален поглед на ситуацијата? Дали ова е единствена перспектива или има некаква поинаква? Дали оваа ситуација ќе се промени ако се грижам за тоа? Многу клучно прашање. Дали ова ја што се грижам сега менува нешто во реалноста? Што би му рекол на пријател кој се грижи за истото? Многу е интересно дека ние често пати сме многу добри советници за другите отколку за себе си. Или знаеме да го тешиме: па дај, знаеш прошлиот пат како помина, се справи одма ти со тоа. А на себе си не знаеме тоа да си го кажеме. Некако си дозволуваме и да правиме такви сценарија и уште подлабоко да ги направиме проблемите да бидат него што навистина се. Фокусирај се на работите што можеш да ги контролираш. Што е во моја контрола? Се поставам прашањето. Запраши се дали проблемот има решение или не. Ако нема решение, зашто да се грижим? Кој што рекоме, да, бидејќи ние немаме контрола, ние преди тоа се грижиме. Но таа грижата е безкорисна. Ако немаме нешто контрола, единствено
што останува е да го прифатиме или, што видиме подоцна, да му го предадеме тоа на оној кој единствено има контрола. Но ние сакаме ние да имаме контрола, а некогаш да тоа испадне како што ние сакаме и оној перфекционизам да биде вака, да биде така и така натаму. Ако има решение, тогаш направи план што можеш да направиш. Целта е да се претвори грижата во акција. Доколку од грижата не излезе некаква акција, таа е бескорисна. Таа ствара само проблеми, не менува ништо во реалноста. Значи не е конструктивна. Постојано или кога некој е загрижен, добро, како ќе биде ова, дај, треба да се спремам за испит. Добро, јас сум загрижен, испит доаѓа, али претварам во акција, учам нешто. Но за жал имате луѓе кои ќе учат, а поради од стравот кој го имат, забораваат оно што го учат. Зошто? Леле, ако ме праша ова, разумете, онака. Обично оние кои многу знаат имаат така, а оние кои онака, некогаш, тоа е некој моје искуство во школа, кога сум били на факултет. Оние кои многу знаат, они грцкаат ногти, леле, ако не сме сигурна за она. И готово, нема, разбирате? Или парализа, ќе излезат и забораваат се. Зашто? Прегумно загриженост. Што ова, она, кој испадна овака, што ќе мислат на мене и така натаму. Значи, да претвориме грижата во акција. Научете да зборувате со себе си на мирен и утешлив тон. Да се, као со пријател, кој што рекоме. Ворете, ќе биде, ајде, покај со тебе, обиди се што можеш и толку. Значи, да се охрабриме некако и да се прифатиме себе си во тоа што немаме контрола на тоа или што не можеме да го направиме, али често пати многу на друга димензија тотално е многу битна, обично каков самоговор имаме ние. Најмногу разговараме со себе си ние. И многу е битен каков е тој разговор. Дали тука има критизерство, како можеш ти, пак она, или ајде, можеш, добро, ајде, погреши. Многу интересно прашање. Што си велите себе си кој ќе погрешите? Што си кажувате? У реду, ајде, идеме натаму, или како можеш? Обично го поставувам прашање кога држам предавања и кога држам некои работилници за емоционална интелигенција. И во една таква прилика во Подгорица бев, во Црна Гора, и таму држав такви работилници, го поставила прашање. Баш една особа, она беше во првата клупа, или јас си велам чурка. Тоа го даме. Што тоа значи? Чурка. Или како викат вие овдека? Мисирка. Мисирка. Ја некојаш сум многу оштар према себе, викам глуп. Интересно е тоа. Колку сме ние онака и има зошто е тоа. Али и кога проминуваме низ животот или како се спремаме, како ги согледуваме, многу е битен тој самоговор, а многу е битен да биде сочувствителен и да биде охрабрувачки. Друга нешто што може да направиме е да разговараме со другите за нашите грижи. Кога ги делиме со другите, ние стануваме по-конструктивни. Кога работите нашите идеи, наши мисли ќе излезат од нас, ние можеме по-конструктивно да ги согледаме. Друго, ги даваме нашите мисли на разгледување на друга перспектива, друга личност. Да ни каже, па чекај, тоа е тотално реално, од кај ти е тоа се? Тоа е тотално твоја проекција. Ма нема врска тоа, дај правиш од комарец слон, стварно нема смисла. И оној, разбираш, чекај се. А ние сме сами и све што нас ни се мота низ главата, бидејќи е во нашата глава, ни изгледа логично и паметно. Разбирате? Кога ќе го поделиме со друг, добиваме некоја друга перспектива. Значи дека мораме све да послушаме ние, но и го изложуваме на одредено влијание. И некогаш и теретот се смалува кога ќе се подели. Значи да разговараме, за жените ова многу полесно оди. Ние мажите малку не се даваме онака
кој имаме проблеми и ние сакаме сами да бидеме, да ги решиме проблемите. Некој автор вика, мажот кој има проблем, иде во пештера, стави го сам и он ќе мисли дека не најде решение, не излага. А за жените повеќе кога имаат проблем, прва работа е да се подели. И да не се дојде до решение, полесно е. Зашто? Тензијата сум ја поделил со друг, малку е подобро е сега. А мажот е почека, ништо не се промени, што е подобро сега. Проблемот не е решен. Али заедништвото за жените е многу исцелувачко. Не се сами во тоа. А за мажот, бидејќи мажот има кај себе својата вредност и свој идентитет кој гради председно тоа да биде способен, и за него изразување на љубов е кој својата драга да ги решава проблемите. А жената сака само да ја сослуша, не да дава решенија и тоа е еден од големи извор на конфликти. Али разговор е добар. И за нас мажите е добар, ако не сакаме кај жените да ни паднат, да не изгубиме поени, со некој другар барем да се поделиме. Ама и тука мислам дека ние не се даваме баш така лесно. Али е добро и конструктивно е да се обидуваме. Друг фактор, избегно е влијание кој влија да се грижиш. Една таква за мене е гледање вести. Ја телевизија не гледам и кој ќе обидам кај моите, сега сум во Скопје, онака и они сите вести, вечета и баш пред да дојдам овде са бањата доаѓам, они вести. Што преку ноќ многу се случило онака. Они пак она. Што се случува на вести? Спикерот ќе ви каже добро утро или добар ден и после пола час ви кажува зашто тој ден не бил добар. И еве анализирајте се себе си. Како се чувствувате после вести? Знаете уште повеќе проблеми за кои не се знаеле претходно. Така? Видите како се расправаат политичарите, како ова, како економијата иде, ова, она, и на нашите реални проблеми и гледаме во Бангладеш како е. Видите? Али некои луѓе сака таа драма. И за жал, многу интересно. Црна хроника се продава. Хоророт подобро иде. Разбирате? Зашто луѓето, кој што рековме, прв инстинкт име и потреба име сигурност. Друга нека конструктивна работа е кој ќе се фатиме да се грижиме. Доколку не можеме да престанеме со нас, рековме когнитивно да ги тргнеме мислите на нешто друго, да ние се обидеме да се усмериме нашето внимание на нешто конструктивно. Поготово нешто што сакам да работам. Да испечам нешто, ќе го дам на комшијата. Да идам да поправам. Подобро да цепам дрва, него да цепам глави, така. Спорт, вентилација на нешто. Или да му помогнам на некој друг е многу интересно. Ќе видиш дека некој има поголеми проблеми од твоите. И ти имаш по някаква перспектива. Или мислиш дека не можеш ништо, ама ќе помогнеш на некого, ја направив разлика денеска. И најлошо што може да направиме да останеме сами со грижите и носот да го пуштаме нашиот филм. Тоа е најнеконструктивно. Обично тоа е за депресивните луѓе тоа се случува. Они се обично во темница, на кревет, така и нон-стоп. Без све е безсмислено, зашто ова, зашто тоа и така натаму. Најконструктивно нешто што може за таква личност е физичка активност. Се лучат ендорфини, позитивизам, циркулација и малку си човекот ќе се тргне од таа ситуација. Кога ќе фатите дека почнуваат мислите, ова, она, вртлогот, смери се кон нешто конструктивно, ќе ги промениш мислите, ќе направиш нешто разлика, ќе ти се промени перспективата, може поинако да се преброди низ тоа, наместо да бидеме жртви на тој вртлок, на тие негативни мисли. Една голема тема за кој проблем, мислам поготово кај нас, а и во помалите места како ова е што ќе кажат другите. Ние многу се грижиме што ќе кажат другите. И па е тоа гледаме, па чека, ако ме види ваква, ако ме види овој, ако ме види тоа, а он нити не гледа, нити мисли на нас, а ние се спремаме за тие некои погледи и мислења, така?
Не знам дали се дошли до оваа карикатура, која илустрира вака. Маж и жена јаваат магаре и луѓето викат, види, ја заставувате животинчето, срам да ви е. Онда после ајде со жената се симнува, мажот само иде, види го срам да ти е. Жената иде пешки, а ти на магаре. Ајде после става жената да иде, тој иде пешки, папуча реден. Жената те јава, а ти пешки идеш. Ајде, никој не го јава магарето, не знаете ни животно да искористите како треба. Повеќе има рима, ние се родио кој народ е угодио. Значи, да мислиме се дали тука си додаваме нешто. Некојаш мислиме дека ние сме многу важни за некои и така натаму и си додаваме повеќе грижи. И друг став кој бите не прифати она што не можеш да го промениш. Ако врне, земи чадор и иди. А не, како баш сега, така може, никош немам ја среќа, па зашто си е против мене, така натаму. Што не го направив тоа вчера? Знаете, сето тоа гледате, перспектива, како и се огледува. И значи, многу е битно, кој се сочувам со некој проблем, категоризација. Дали имам контрола или немам контрола? Ако имам контрола, што можам да направам? Ако немам контрола, прифати, предај го на Бога, толку. Знам дека е лесно да се каже, но нема друго. Све што друго ние се обидуваме да направиме, не е корисно. Колку ние да се обидуваме и да мислиме дека нешто правиме. За ова решение има една позната проповед, молитва, која користи многу луѓе кои не веруваат во Бога, а која иде вака и обично се користат оние зависници. Боже, дај ми сила да го прифатам она што можам да го променам. Што не можам да го променам, се извинувам. Храброст да го променам она што можам и мудрост да разликувам помеѓу едното и другото. Ова е фантастичен став. Боже, дај ми сила да го прифатам она што не можам да го променам. Храброст да го променам она што можам. И мудрост да ги разликувам. Зашто ако не ги разликувам, ако јас се обидувам да бидам храбар за нешто на што немам контрола, се осудувам на пропаст и на неуспех. А ваму бегам од одговорност за нешто што можам да направам, мислам дека не можам да направам. И навистина ова е многу битно. И затоа Библијата ни апелира. Секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас. Грижата е разговор што го водите со себе за работите на кои не можете да ги промените, а молитвата е разговор кој имате со Бога за работите кои Тој може да ги промени. Значи, повторно изборот е наш. Дали ќе се останеме со тоа да ние имаме контрола, да наоѓаме различни решенија, или да се обратиме во молитва, да го пропуштиме проблемот на Бога. Како што рековме, ние никогаш нема да имаме контрола, но можеме да му веруваме на оној кој единствено има контрола. Исус Христос дава интересна перспектива која е многу битна да се свати. Тој им вели на учениците: ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате неволја, но бидете храбри и јас го победив светот. Многу важна изјава. Че он не ветува добри околности, али ветува мир во било какви околности. Обично ние го гледаме нашиот мир доколку околностите се под наша контрола или и се како што ние сакаме да бидат. И кој што веќе рековме, за жал, ја мериме Божјата љубов кон нас во зависност во околностите во кои моментално живееме. А не во однос на тоа што се случило на крстот, што веќе Бог ја изјавил својата љубов кон нас. А Исус ми вели, ќе имате неволја, но може да имате мир. Зошто? Зашто јас го победив светот. Односно, ја имам вечен живот кој е загарантиран за вас во мене. И тоа може да биде извор на мир против онаа вознемиреност. Иако неам контрола, Бог има контрола на мојот живот.
Што вели таму, не грижите се за оние кои може да го уништат телото, не грижите се за оние кои може вечно или душата да сочува. И главна мисла за цела ова вечер е ова. Лекот за грижата не е отсуство на проблеми, туку вера во присуството на Бога. Обично ние мислиме дека за да имаме мир треба да немаме проблеми. А тоа е нереално. Велики на овој свет секој ще имаме проблеми. Пристапот кој Исус го нуди е, проблемите ќе бидат, но ти можеш да имаш мир во проблемите, бидејќи во проблемите не си сам и за сите проблеми постоje ултимативно решение кој е вечен живот, кој е сокриен во Исуса Христа. И затоа Исус можел да спие во олуја. Олуја не била услови за спиење. Така, но тој имал мир. Зашто? Во љубовта на својот татко. Знаел кој е, кого му припада и од кого зависи неговиот живот. Од кој зависи неговиот живот. Затоа, значи, лекот за грижата не е отсуство на проблеми, туку вера во присуството на Бога. И може да кажеме дека вака. Грижата е обратно пропорционална во однос на верата. Човек, ко клипа кога го гледаме. Докато имаме поголема доверба во Бога, помалку ќе бидем грижа, така? Ако имаме повеќе грижа, значи помалку има ова. И са ние не треба опдека, ние работиме, да, можеме когнитивно со овие вежби, кои рековме психолошки приод, да имаме, да ги намалуваме овој тај нашиот ум креативен, да го мало смалиме, да не произведува проблеми, но друга работа која е поефективна е развивање на вера. На доверба на Бога, кој тој ум може да го смири на најадекватен начин. И оние вежби кои ги спомнавме, имаат корист, но најмногу е ова. И се тоа што го рековме може да го сумираме во еден ваков графикон. Че почнуваме, дали имаш некој проблем? Постојат две опции, не или да. Ако немаш, тогаш немој да се грижиш. Не прави проблеми. Не сценирај проблеми. Ако имаш, да, постојат две опции. Дали можеш нешто да направиш е прашањето? Не или да. Ако не можам, тогаш немој да се грижиш. Бидејќи не можеш ништо да направиш. Ако е да, направи тоа што можеш и немој да се грижиш. Препушти му на Бога и чекај. Знам дека изгледа едноставно, но е реално. Се друго што ние се обидуваме мимо ова да правиме е неконструктивно за нас. Постои една појава друга која зборуваме за оваа тематика, многу илустрира куглање. Не знам колку од вас сте имале прилика да идете на куглање. Ја прв пат кога отидов во Англија отидов, бидејќи тука не беше толку популарно. Во Скопје имаше само на едно место, таму во Трговски доле во подрум. Но е интересна забава со добро друштво. Значи имате кугла, таму имате 10 тие чуњеви, имате 2 пати да фрлите тоа, да ги што повеќе срушите и се бодува и кој повеќе сруши со повеќе обити. И многу интересно, секој има некој свој начин како ја фрла таа кугла. Некој се прави професионалец со фелш, некој со 2 прста вака, некој ја зима вака ја фрла куглата. Има различни ритуали. Но мене ми е многу интересно една друга појава што се случува, откако луѓето ќе ја фрлат куглата. Многумина прават нешто интересно. Тие почнуваат вака да прават. Ајде. Да навигаваат таа кугла да иде да го погоди тој чум. А дали можат? Така и ние во животот. Ќе направиме нешто и со грижата мислиме дека можеме да удри чунот да биде како ние сакаме. Нема. Што можеме ќе направиме? Фрле на куглата и се молиме во Бога. Препуштањето на Бога дава сигурност, не моето фрлање на куглата. Битно е да тренирам како ќе фрлам, нормално. Треба да барам мудрост од Бога како тоа да го направам.
Но не можам да имам контрола после тоа со моите грижи, со непреспиени ноќи да променам нешто. Него само може да му се предадам и да барам од Бога. И оваа перспектива веќе имав. Мислам да е многу битна за сето ова што го збориме. Че Павле има таа перспектива. Што ќе кажеме на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оне кој не го поштеди собствениот син. Многу убава компарација прави Павле. Туку го предаде за нас. Како со тоа нема да ни подари све друго што ни треба? Што прави овде? Како резонира овде Павле со своите слушатели или со кои се допишува? Вели, ако е Бог со нас, кој не го поштедил својот син, како со тоа нема да ни даде нешто друго што ни треба? И понатаму продолжува, кој ќе ни одвои од Христовата љубов? Неволја ли, притеснувањето, голењето, гладот, голотата, гибелта, мечот, сите овие работи се извор за грижи, така ли? Али Павле вели, зашто сум уверен дека сите тие, значи ни смртта, најважниот непријател на човекот, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашното, све што постои во свемирот, не ќе може да не оддали од Божјата љубов која е во Исуса Христа. Тука е сигурноста. Верување во ова, тука се наоѓа мирот, не во нашата контрола, не во нашите грижи. И затоа може да заклучиме дека оваа перспектива која ни ја дава Библијата е најадекватна како да се носиме со грижите. Не грижете се за ништо, туку преку се, преку молитва и молба, со благодарност искажувајте ги сите просби пред Бога. И Божиот мир, што го надвишува секој ум, да ги запази вашите срца и вашите мисли во Исуса Христа. Одека не вели и се ќе биде во ред, па поради тоа може да имаш мир. Него, кога ти ги предадеш работите во Божји раце, тогаш доаѓа мирот. Моја желба е сите ние да го искусиме ова. И ова предавање беше само, имаше цел да освестиме како можеме да пристапиме, да се справиме на конструктивен начин со нашите грижи. Можеме да го мониторираме нашето размислување, да видиме дали е конструктивно или неконструктивно. Да се бориме на адекватен начин со нашето неконструктивно размислување и проектирање на проблеми. Но најважното решение е развивањето на доверба во Бога и тражање и искусување на сигурност во неговата близина. За тоа да се развие, најпродуктивно ќе биде да гледаме на крстот. Да гледаме на крстот. Кој што вели Павле. Кој ви го даде синот, па зар нема овие други работи? Ако ја храни птиците, па зар нема вас? Тревава види каква е, зар нема вас? Не грижете се, барете го Царството небесно, се тоа ќе ви се придаде. Затоа што мојот живот е сокриен во Исуса Христа. И тука ја можем да го имам мир, иако ќе имаме неволи во светот околу нас.